Добар ден, драги гледачи! Добродојавте во уште едно издание на овој наш и ваш подкаст Демократски импулс. И овој пат, како и секогаш, ќе имаме мощни интересен гостин. Денеска ни е гостин еден наш верен соработник, председател на политичка партија Демократи, господинот Јорго Огненовски. Добродојавте и чувствувате се како дома во наше студио, како што секогаш умеам да ви кажам. Благодарам за поканата, секогаш се радувам кој ќе бидам гостин на Демократски импулс. Би започнал со најновите актуелни теми. Еве, како прво прашање би сакал да ве запрашам што мислите вие, дали во моментов е вистинско време за промена на нашиот државен грб? Дали е вистинско време? Па видите, бидејќи властите, премиерот Мицковски нема друго што да работи, владата, наместо да се фатат со реална работа, да работат на развој на економијата, подобрат здравството, образованието, инфраструктурата, животната средина, да се справат со проблемите на социјалата, на сиромашните, болните. Гледате денес онкологија и во други одделенија во здравството немаме лекови, имаме лекови, работат рентгени, не работат инструменти, така да нема друго што да се зборува, па сега ајде ќе почнеме со грбот. Грбот како таков ништо не му фали. Ако ставиш лав или мечка на грбот, што ќе направи? Ништо. Што е разликата помеѓу лав, мечка или не знам некој рис што некој предлага? Глупости невидени. Господин Јорго, во контекст на ово прашање, да ве потпрашам, има поделеност меѓу коалицијата, владината коалиција по однос на ово прашање. Еве, на пример, господинот Максим Димитриевски знам се против. Види, тоа не е битно кој е против, кој е за. Битно е што ние, како граѓани, патиме секој ден, стануваме посиромашни, во секој сектор спомнав пред ова дека ние сите уназадуваме, почувајќи од економијата, здравството, образованието, инфраструктурата, дишиме најотровен воздух во светот, ние ќе се расправаме сега околу грбот. Па се разбира се, Мицковски го пушта ова затоа што Меджити, неговиот помошник, да почне да кажува дека да, ајде ќе менуваме и химната. Тоа и ми е следно прашање. Па нема везе која е следно прашање, приказната да сакам да се докажеме, молам, дека ние како така мораме, значи да работиме прво на нашите основни проблеми. Да се промени грбот на Македонија е најлесна работа, но тоа нема потреба сега. И секој од нас, па и што ми кажувате за Максим нешто, бил против или некој за, тоа воопшто не ме интересира кој е против, кој е за, мене ме интересира што ова влада работи или не работи во овие 8-9 месеци од кога дојде на власт. Генерално ништо не работи, се шета по свето, се промовира, надевајќи се дека Америка ќе вложи огромна сума на пари или ќе добие поддршката нашиот премиер и нашата држава од председателот Трамп и од америчките политичари, но ние едно треба да сватиме во Македонија, дека ако самите не се избориме да излеземе од ова црна длабока дупка, ја што ја викам септичка јама што ја креира 33-34 години злосторнички банди на СДС, ДПМН, ДУИ и нивните полтронски привезуци, сега му се приклучија влени и знам се разбира, значи ние пропаѓаме секој дневно и доста веќе со грбо на Македонија, дај да почнеме да работиме на што е најважно, да излеземе ова тешка сиромаштија, бидејќи цените скокаат астрономски, не лажат со 2.500 или 5.000 денари ние како пензионери, значи да се престани
еднаш за секогаш со овие глупости, со неважни работи да се замајува народот и гледам по сите портали, по сите медиуми се зборува грбо па грбо, а никој не зборува за вистинските проблеми и ова е точно кажано од демократите од мене, дека е замајување на народот, оддалечување од вистината, од вистинските проблеми. И не би сакал повеќе да разговараме. Дали може би сами, свесно или несвесно, си ја отвараме Пандорината кутија? Кога сме кај грбот, го кажавте вашето мислење и го спомнавте господинот Меджити, точно, излезе и он дури спомна дека химната ќе се менува и дека во контекст на тоа прашање добро би било да химната или биде само со музика или да се видоизмени текстот, алудирајќи на таму да се вметнати албанците. Што мислите вие, дали е потребно се во ова, дали ни е потребно, дали може би треба и химната да ни се менува? Химната не треба да се менува. Во Македонија не живеат само албанци. Малцинства имаме повеќе, турци, власи, срби, роми, бошњаци. Химната ни е многу добра. Пак ќе кажам. Ова е нешто направено, верувам, длабоко договор помеѓу Мицковски, Меджити и другите што се коалициони партнери, да се замајуваат граѓаните, да се скрени вниманието од вистинските проблеми. Од проблемите што, пак ќе кажам, ги имаме во економијата, во здравството. Гледате дека секојдневно во болниците наши ни умираат пациенти, бидејќи немаме доволно лекови или немаме опрема да се диагнозираат истите. Гледате што ни се случува, дека ние во Македонија немаме воопшто никаква инфраструктура, да имаме најмалцено 10 помали современи клинички центри низ Македонија, да не доаѓаат пациентите од Гевгелија, Тетово, Битола, Струга и да ни умираат по скопските болници, да ги малтретираме, финансиски да изложуваме на големи трошоци. Доста си имаат огромни проблеми, ние ќе разговараме за химни. Какви химни, какви грбови, какви, нека си седи како што е, нека се работи, пак ќе кажам, ние ко демократи се бориме и да свестиме овој народ, не за секојаш да престани да гласа за овие злосторници, бидејќи сите овие се на свој начин злосторници. ДПМН, СДС, ДУИ, немојте да мислите има разлика помеѓу ВЛЕН и ДУИ, тоа е исто. Оттаму само се префрлија во ВЛЕН, исто и со СДС кај Максим знам, тоа се партии, тешки манипуланти, политичари кои што владеат 20-30 година политичката сцена, а резултатите се нула, поточно минус нула. Македонија не да тапка во исто место. Македонија пропаѓа секојдневно. И благодарам на прашањето, но јас не би дискутирал повеќе на овие теми с измените.